Почитувани, добра вечер. Добредојавте во уште една анализа на телевизија 24. Како што веќе најавивме, вечерва ќе зборуваме за градот Скопје, за она што се случува. Тука е градоначалникот Петре Шелегов, а имаме и двајца гости. Тоа се Невена Ѓоргиевска од ОДВА иницијативата и професорот Зоран Кракутовски од Градежниот факултет. Добра вечер на сите. Поводот на емисијата е на некој начин од прилика 2 години од мандатот на градоначалникот ќе зборуваме вечерва за повеќе сегменти, за она што е најважно, за најголемите проблеми на градот, а се разбира секоја година и сега повторно е актуелно загадувањето, транспортот, но и останатите актуелни теми за кои најмногу и се зборуваше во последниот период. Ќе почнеме со загадувањето. Господине Шелегов, зимата се уште не е почната, зимата која ја спомнуваме секогаш дека ги има оние пикови во загаденоста, веќе јавуваат медиумите утрово Скопје меѓу 3 најзагадени града во светот. Пред некој ден беше меѓу 5, па меѓу 10. Значи, отприлика добиваме такви податоци. Покрај оној национален план за намалување на аерозагадувањето, донесен во јануари 2019, се уште, ја почнуваме зимата со такви вести. Добро. Ќе навлеземе во темата подетално, ова е за влез. Да, ќе навлеземе во темата. Јас често кажувам, не барајќи алиби за никого, најмалку за себе. Ние ги живееме последиците од повеќе децениската негрижа во нашиот град. И едноставно ова се работи кои што и на среден рок нам во иднина ќе не се случуваат, имајќи во предвид дека досегашните што централни, што локални власти не го решаваа проблемот во неговата суштина. Во текот на изминатите 2 години градот Скопје или администрацијата која што ја предводам ги постави сите услови за суштинско решање на проблемот. Секогаш кога зборуваме за загадувањето, мислам дека најголемата грешка која што ја правиме сите е да дадеме третман дека загадувањето е работа што може да се реши преку ноќ, дека постои адхок решение кое што некој може или не може, или сака или не сака да го примени. И тоа е нешто што мислам дека треба да зрееме како општество. Што ние како институции, што вие како медиуми, што невладиниот сектор како неминовна алка за помош на институциите во оваа категорија и она што јас мислам дека градот го има сработено, а што можеби во моментов е надвор од видливото поле, е сериозно поинаков третман на изворите на загадувањето. Сите анализи кои што ги имаме направено, сите анализи кои што постоеле претходно всушност, покажуваат дека се 3 главни категории или контрибути на загадувањето во нашиот град. Некаде околу 53% е загадувањето предизвикано од затоплувањето на домовите, некаде околу 27-8% е загадувањето предизвикано од сообраќајот и некаде околу 18 до 20% е загадувањето предизвикано така нареченото индустријско загадување. Што направи градот Скопје во изминативе 2 години? Со цел да го решиме проблемот во корен, го формиравме градски енергетски системи како субјект кој што има намера да се бави со затоплувањето на домовите на скопјани. И сме во фаза, сме во постапка, во барање на лиценца до регулаторната комисија. Јас очекувам дека до крајот на оваа година тоа прашање ќе се реши, да добиеме првата лиценца, тоа е лиценцата за дистрибуција на топлотна енергија. Градски енергетски системи... Тука се работи само за промена на фирма која ќе ја врши работа. Не, само малку ве молам. Градски енергетски системи е фирма која што претендира во моментов да ги земе трите неповрзани енергетски системи. Тоа е оној со кој што управува БЕК во моментов, оној со кој што управува Елем енергетика и оној со кој што управува Топлана Север.
Она што го работиме, што е невидливо и што е веќе спремно во рамките на системот на предпријатието е готовата проектна документација за спојување на овие енергетски острови. Што тоа значи? Тоа значи дека, например, во Топлана Север, каде што имате само 776 корисници на топлинската енергија и таа е доведена до ниво на банкрот заради тоа што енергијата што произведува сама по себе е скапа, а е неповрзано, е енергетски гледано остров, ќе ја направите достапна за другите топлани со поврзувањето на системот и ќе ја направите поатрактивна и економски пооправдана и ќе го доведете градот како лиценциран партиципиент на пазарот, да може да на граѓаните во тие делови од градот им понуди поевтина енергија. За жал доцниме со таа работа, меѓутоа не побина на градот. Доцниме заради тоа што топловодните мрежи во нашиот град беа нелегализирани, односно дивоградби. Ние изработивме 17 елаборати за легализација на топловодната мрежа, која што ја запишавме конечно во имотни листови како такви, за да може да го преземеме правото на користење. Јас очекувам дека после нова година, кога ќе ја добиеме лиценцата, ќе можеме да влеземе, имајќи во предвид она што го работи проектното биро на градски енергетски системи, кој што функционира во моментов, да ги поврземе овие топловодни мрежи и да влеземе во правењето на најевтината и во моментов веројатно најеколошката енергија која што постои во нашиот град, достапна до што е можно повеќе домакинства, при тоа нудејќи социјални пакети на луѓето кои што немаат можност во моментот да се навлеземе. Вториот сегмент би идел сегмент по сегмент, а сум тука колку што треба беше сега, само малку. Господине Шлегов, да имаме време за другите гости. Добро, можете кратко да ја кажете, па ќе навлеземе. Вториот сегмент е сериозна трансформација на јавниот транспорт во нашиот град. Нешто за што градот уште од текот на минатата година е спремен. Ние сме во финални разговори и договори со владата за финансирање на новиот концепт на јавен транспорт, кој што ќе го направи многу поатрактивен, многу побрз, многу поевтин за сите граѓани. И на третиот сегмент, во делокругот на она што го имаме ние како локални самоуправи, што град, што општини, очекувам дека веќе во текот на наредната недела, тоа е инспекцијскиот надзор, ќе може и јавноста и граѓаните да посведочат на промена на квалитетот на активностите. Третиот сегмент е инспекцијскиот надзор? Да. Сакав да прашам, ова првиот сегмент што го кажавте, предпријатијата што се спојуваат и што ќе овозможи не се спојуваат предпријатијата, мрежите го спојуваат. Мрежите, добро. Како овие домаќинства што се загреваат, што ги загреваат домовите на дрва, ќе се приклучат на топловодната мрежа? Колку средства се потребни за едно такво семејство да направи цела инсталација за топловодна мрежа и да се приклучи на неа? И дали сметате, во каков рок, еве кажете, би се извршило тоа со сите субвенции што може да ги дадете? Со сите субвенции што ги дава, можеме да ги дадеме и да мене ми е многу битно да започнеме да функционира системот на градски енергетски системи. Колку години се потребни да започне системот? Јас кажав, господи, ја не знам, на 2 метра. Започнување не е функционира, него започнување, моментот на започнување. На 2 метра сме еден од друг. Јас кажав дека очекувам дека тоа е регулиран бизнис, а тој бизнис во смисол на дозвола да го работите предмет на регулаторна комисија. Градот преку градски енергетски системи аплицираше до регулаторната комисија и очекувам дека до крајот на оваа година во делот на дистрибуција ние ќе ја добиеме лиценцата на трите топловодни мрежи. Од која ќе ја добиеме лиценцата на трите топловодни мрежи. Она што го работиме, а што не е видливо за јавноста, а што веројатно ќе се сложиме барем луѓето што ја знаат и што ја познаваат материјата на јавните набавки. Ние не стоевме во место, туку проектното деление. Таму имаме 7 луѓе кои што веќе можеби повеќе од 8 месеци проектираат проекти за развој на мрежата. Нема да бидат потребни повеќе од 20 милиони евра кои што ќе треба да ги инвестираме во наредните 3 до 5 години како град Скопје со цел да ја дисперзираме. Ми кажувате рокови, се ми кажувате други работи, прашав рокови. Овие работи што ги кажат. Ме прашавте две категории. Да, нас времето ни е битно. Ме прашавте две категории, колку пари и колку време. Јас би кажувам
20 на милиони евра во наредните 3 до 5 години. 20 милиони за едно домаќинство се приклучи. 20 милиони евра, господјо, да... Не, колку едно домаќинство ќе има можност или субвенции да се вклучи во... Што нам... Како ќе го спречите загадувањето до ние домаќинства со предпријатијава? Тоа ме интересира. Што нам ни се случува сега, во моментов, особено во северниот дел од градот, е дека постојат изградени објекти за колективно настанување, згради со целосно изградени мрежи за затоплување на становите во смисло на топлификациони инсталации. Ама тие не се греат на дрва во зградите. Не се извинувам, не се приклучени на топловодната мрежа и грејењето на домовите го решаваат индивидуално. Како со струја? Дали со струја, дали со дрва, дали на било кој, дали со струја, дали со дрва, дали на било кој друг начин, меѓутоа не се дел од организираното и ефтиното загревање на домовите. На било кој начин да го загревате надвор од централното парно грејење е и поскапо и понееколошки, имајќи во предвид дека сите топлани во нашиот град се на природен газ. Ако сега сакаме да отидеме до крајност, јас би кажувам, меѓу 3 и 5 години со инвестиција од 20 до 30 милиони евра, ние ќе ја дисперзираме мрежата во сите делови од градот. И јас, знаете како, сакам да ги имам овие предизвици за кои што, као градоначалник велам, без оглед колка ми се ингеренциите, не се сите мои, меѓутоа борет го прифаќам јас и тој предизвик, меѓутоа трагично е што пост земјотресен Скопје од 1965 година до 2019 година во која што живееме, само 23% претходниците мои и претходните сакате државни, републички, тогашни и локални власти, само 23% од нашиот град се покриени со топловодна мрежа. Тоа се обидуваме да го надминеме интензивно. Тоа се обидуваме да го намидиме интензивно во последните 2 години. И пак велам, ние сега живееме, тука веројатно ќе се сложите, можете и не морате, демократско е тоа право, дека ги живееме последиците од тоталната негрижа за градот Скопје и за животната средина во градот Скопје во изминативе 3 децении. Да, добро, да се вклучиме малце, професоре Кркутовски, третиот сегмент што го кажа градоначалникот, јавниот превоз, тука го спомна и тој веќе фамозен трамвај, проект кој со децении се најавува, уште во јануари господин Ошлегов во едно интервју за телевизија 24 кажа дека ќе се председателот на владата декември 2018 година во вашето студио. Да, но кажате дека ќе почне постапката за реализација на трамвајскиот превоз некаде во август. Кажавте дека се уште барате пари од владата. Кажете ми, професоре, вие ги знаете од прилика и студиите кои се правени за трамвај, за колку е. Кажете ми, како на вас сега ви личи целиот тој проект? Мислите ли дека во некоја блиска иднина може да се реализира? Бидејќи ги знаете сите предизвици поврзани со ова, и финансиски, и технички, и секако. Видете, овој проект за воведување на трамвајски систем во Скопје за јавен масовен превоз на патници, негде мислам дека датира како идеја од 80-тите години, од минатиот век, кога ја бев студент уште на градежен факултет. 2 студии се направени од онаја што имам сознание, тоа е за времето на господинот Костовски, која беше градоначалник, и на господинот Трајановски. Тие 2 студии ги на некој начин опфаќаат сите оние линии трамвајски кои што би требало да се направат во градот, во Скопје. Меѓутоа, и двете студии некако се направени без, би нарекол, оптимизација на целиот проект. Значи, оптимални решенија на трасите или оптимално решение на воведување на овој транспортен систем во градот се во двете студии не е третирано, не е анализирано, не е презентирано. Што значи тоа? Тоа значи дека 4 трамвајски линии се предвидени да бидат во градот. Она која што е предвидена во прва фаза е во центарот или тежиштето на градот, од Ѓорче Петров па до Новолисиче, поминувајќи по булевар Партизански одреди. После имаме уште 3 линии кои што се планирани за следните фази, развој на овој систем. Меѓутоа, планирано е да овој систем во онаа прва фаза по булевар Партизански одреди да биде со 2 колосека, значи по еден колосек во двете сообраќајни насоки, и да биде цело време на површината од теренот, значи да биде тој систем во непосредна близина веднаш, нели, до
лентите за велосипедски сообраќај. Има доста работи кои што овде треба да се изанализираат. Една мала дигресија, бидејќи сме веројатно коректно е дека и не сте, да речем, до крај апдетирани, постојат две технички решенија за начинот на движење на јавниот транспорт. Едно е на најдесните траки, тоа е тоа што вие го зборувате, постои второ, што го работиме во меѓувреме, е дека треба да отидат на најлевите траки, односно сегашните најбрзи траки за движење на возилата. Така. Да, меѓутоа постои уште едно решение, а тоа решение е она што од класичен трамвај преминува во систем лесно метро, така наречен лесно метро, а тоа е решение со исклучување на возилата комплетно од уличната мрежа, односно создавање физички простор, засебен физички простор за движење на возилата од почетната до крајната станица. Тоа е тој систем лесно метро кој што во некои идни можеби времења може да помине и во класично метро. Сега, дали е поскап? Да, тој систем, затоа што треба веројатно тунелски надземно да се иде со мостовски конструкции. Меѓутоа, за разлика од класичниот трамвај, од онаа што колку имам ја информации планирано во Скопје, предизвикува многу други позитивни ефекти покрај тоа што е поскап. Позитивен ефект е тоа што може да гарантира возни редови. Вие со трамвај не можете да гарантирате возен ред. Може трамвајот... Се извинувам, за да не, бидејќи јавноста не слуша, не би сакал да навлеземе, бидејќи се извинувам, природно е да има малку повеќе информации. Она што вие го зборувате, така наречениот бас транзит систем, кој што се одвива по посебни ленти, независно не е врзан со автомобилскиот, независно врзан со било кој друг вид на сообраќај, е една од анализите која што во моментов ја прави градот и една од анализите за кои што разговараме за незино финансирање со владата, и она што и во трамвајската и во оваа другата варијанта јас го работам е дека на секој 3,5 до 4 минути, имајќи во предвид дека станува збор за и трамвајскиот и бас транзит системот, се таков тип кој што би ги издвоиле од останатиот сообраќај, тогаш можеме да го гарантираме возниот ред, она што вие го напоменате, на секој 3 до 4 минути на автобуските станици, кои што се 23 од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Меѓутоа, јас одам и чекав понатаму и сакам во еден бран да го решиме не само исток-запад, кичмата на сообраќајот во нашиот град, туку да го решиме и север-југ, некаде од Пинтија до Бутел 2, со цел да на сите страни на Скопје во моментот кој што се урбано развиени, овозможиме современ транспорт. Паралелно со тоа, градот Скопје, независно дали ќе влеземе во имплементација на трамвајскиот систем или на така наречениот бас транзит систем, градот ја работи студијата за така наречените supplying lines. Тоа значи дека јавниот транспорт во Скопје повеќе нема да личи на овој што сега го имаме. Имате линија, да речам, двојка од автокоманда до Сарај, таа веќе нема да постои. Имате петка, не знам, од аеродром до нема да постои, едноставно автобуските линии ќе ги носат граѓаните до кичмата на јавниот транспорт, до првата ова е добро прашање. Кога ќе биде ова? Се извинувам. Ама сега научни фантастики збориме овде, желби и честитки. Ама кажете кога, вие колку мандати ви треба ова да го стварите? До крај, до кога? Значи ова ќе ја смените све, и трамвајот и... Значи, јас се извинувам, јас не сум волонтериста, нити сум импровизатор по карактер, по природа и по начинот на мојата работа. Значи, не ме интересира каков сте по карактер. Вие 30 автобуси ви треба 2 години да донесете. 30 автобуси, кога ќе бидат донесени тие 30 автобуси? Јас ве повикувам, бидејќи сте сериозно загрижени за животната средина во нашиот град. Од утре дојдете да волонтирате како советник на градоначалникот. Значи, малце што волонтирам во активизмот, сега треба да волонтирам. Еве, да волонтирате како советник на градоначалникот, или ако сакате... Добре, кој ќе го полни буџетот ако ние активистите што работиме и волонтираме плюс? Значи, јас да се клонирам сега и да дојдам у град Скопје да волонтирам. Еве, ќе ве прими во редовен работен однос, ќе работите во кабинетот на градоначалникот, посебно ќе ве наградиме ако мислите дека заслужувате повеќе од тоа. Имам ли ингеренци? Да ми го апсолутно ќе ви ги давам сите ингеренци, ако ми го најдете начинот како законските постапки може да бидат скратени. Како законските рокови... Со промена на законите. Како законските... Значи, вие сте правник. Како законските рокови предвидени во Законот за јавни набавки
можете да ги скратите. Устав сменивте, законите не можете да ги смените. Како процедурите? Или не сакате? Како процедурите, господи Невенка? Значи не ми зборите, не можам више вака. 2 години поминаа во планирање, во зборење, во стратегии, во планови, во започнување на некои реализации, а ништо конкретно немаме на терен. Значи кажете ми што конкретно имаме на терен. Цело време зборувате, ве слушам 20 минути, немам трпение. 20 минути зборувате што ќе биде понатака. Кажете ми во моментов што да очекуваат луѓето оваа зима. Ветар, само ветар. Господи Невенка, полекате малку. Не е убаво. Би требало да бидеме партнери во овој процес. Немам ја полека, значи немам 5 животи да ги чекам овие измени. Немам ниту јас. Ако имаме намера да помогнеме на овој град, би требало да сме малку поприземни, без толку нервоза, да знаеме дека постојат за жал, правила кои што јас ги немам измислено, кои што се, например, мановите што ги купивме автобуси кои што се на газ, се постапка која што ја водевме пред ЕБРД. За жал, јас не можам во Лондон да ги забрзам процедурите и постапките за одобрување на кредитите. За жал, некој во овој град 100 милиона евра потроши за дабл декери наместо да потроши за овој систем за кој што разговараме со професорот, и сето тоа е во ред, и вие сте во право, и јас сум револтиран како граѓанин. Меѓутоа, она што би сакал да ве замолам, навистина би сакал да ве замолам, е да имаме во предвид дека ограничувањата кои што не се само домашни. Значи, зборуваме за задолжение на град Скопје од околу 12 милиони евра со се ДДВ за да купиме 33 автобуси на газ. Ги ветивте вие. Ги ветивте значи ветивте Скопје 2021 зелена престолнина. Значи врз основа на тие ветувања вие го добивте мандатот. Зар не знаевте пред да го добиете мандатот дека ова не може? Да, и веројатно не знаевте, кажете ве јавно дали знаевте или не знаевте за сите овие сопки. Значи совршено знаев и се наоѓаме. И значи свесно сте лажале. Па така излегува. Жена сте во години, срамота е. Не, логично размислувам. Срамота е вакви изрази да логично размислувам, кажете ми. Аз сте господја за да бидам кон вас толку агресивен колку што сте вие кон мене. Мислам дека не е коректно. Би сакал да задржиме минимум. Коректно. Не, само се извинувам. Јас не ви упаѓам во збор, секогаш ве се слушувам дури кога ме вреѓате. Како ве вреѓам? Па еве, агресивни сте, ми кажувате дека лажам, тоа за мене е навреда. Ако јас ви кажам дека лажете, за мене по моите критериуми е навреда. Па ако сте знаеле дека не може да се реализира, а сте го ветиле тоа, што е тоа? Се извинувам. Се извинувам. Дозволена реклама, пиар, не знам како да го наречам. Се извинувам. Се извинувам. Може сега да кажам. Благодарам многу. Ова што го направивме во полето на енергетиката, нити е лесно, нити е наивно, нити не е несуштински. Тоа е мавање во сршта на загаденоста на нашиот град. Океј, боред, океј. Зршта ни се домакинствата. Што правиме со депонииве што горат? Што правиме со Вардариште? Вардариште него ни спомнавте во вие. Што правиме со толкава територија каде што луѓе што немаат легитимации како сака доаѓаат од страна и горат и никој не може да ги спречи во оваа држава. А ние ќе го решаваме со правење предпријатија, мрежи. Ќе ве замолам, не мора да сте толку темпераментни. Ве молам. Ве молам. Не сум темпераментна, мислам треба стварно да се лоботомирам па за да не бидам темпераментна на вакви работи. Најмалку што можете да направите е за дилемите за кои што имате да го сослушате вашиот соговорник. Во овој случај сум јас, професорот и водителот. Најмалку што може да направите е да сослушате. Ама што добивам со тоа што ќе сослушам? Не го кажувате суштински, го водите текот на разговорот во сосем друг правец, но на што сте направиле, не кажувате што треба да направите суштински. Драга моја и почитувана господи. Овој град, за жал, сакате да ги гледате добрите вести или не сакате да ги гледате добрите вести? Сакам да ги гледам вестите што носат резултати, а не што прикажувате дека носат резултати. Тоа е суштината. Овој град со еден од најреномираните светски производители на автобуси за јавен транспорт потпиша договор. Согласно тој договор, во процедури на ЕБРД, не на град Скопје, не на Петре Шилегов, не на Невенка, не на професорот, не на сеја. Тоа се процедури на ЕБРД, јас тие процедури за жал не можам да ги забрзам. Денеска имав, например, разговори со ЕБРД за системот за финансирање на ова што викаме и постапката што вие морате да ја поминете пред ЕБРД како институција е помеѓу 4 и 6 месеци. Вие тоа не можете да го смените. Јас тоа, за жал, не можам да го сменам.
Ме разбирате ли што сакам да ви кажам? Добре, автобусите Океј. не можеме во ред. значи- Што правиме со дрвата? И Чекате- за тоа треба чекате, некои закони ама, да ги ослободите. чекате малку, 1000 дрва. Чекате малку, господи. 400 дрва ослободивме. 400 дрва 400 ослободивте. дрва Не беше од така во 1000 за колку, изјавите. се извинувам, за колку месеци? За колку месеци и Да. колку притисок? Значи тие дрва се ослободуваат за 3 недели. Видете, ќе ве замолам, еве јас ќе ве замолам вас лично, ослободете за 3 недели 30 дрва. Ке ни дозволите? Ќе ви дозволам. Колку рековте? 30 дрва за 3 недели, вие лично. Ја лично. Вие лично. Ја сама. Па пошто викате дека е се толку лесно и едноставно. Ја сама. Значи вие слободно отпуштате администрацијата, вработете ме мене со сите тие 30 и ја ќе ви ги решавам проблемите. Да видите, Така? дека не се баш такви работите. Јас разбирам дека ние немаме време за губење, зашто сме изгубиле премногу во минатата. Меѓутоа мислам дека е минимум коректно за човек, администрација, луѓе кои што работат нешто што 30 години било испуштено. 100 дрва, колку време се заробува во овој град? Еве сега у моментов заробија неколку во аеродром. Сега да ви кажам, 100 дрва, колку време се заробува во овој град? Значи, не знам, сигурно 100 години им требало тоа асфалтот толку да го ставаат, па да ги заробуваат, па да размислуваат како вие тоа толку тешко ќе го откопате, сигурно ставале тон бетон доле за да не можете вие да го откопате. Се извинувам на недостатокот на магичното стапче за брзината. Добре, ако ни треба магично се стапче за извинувам, дрвава. меѓутоа би сакал навистина само заради коректноста на дебатата и за да сватиме суштината на проблемот. Да, добро. Секогаш кога се инсистира на брзи решенија, тоа се импровизаторски решенија. Скопје 2021 зелен град, тоа не беше брзо решение? Апсолутно не, и ќе дојдеме и до тоа, веројатно во текот на емисијава. Би сакал да дебатирам за тоа со вас, затоа што во Скопје 21 зелен град, овој град влезе меѓу 8-те во Европа. По основ на ова што јас го разговарам вечерва со вас, затоа што таму не брзаат баш кога ги прават проценките, туку ги гледаат стратегиите каде ќе се движи градот. Таа валоризација не ја направив ниту јас, ниту вие за среќа. Ја направи Европската комисија. И од 23 града во Европа, по основ на стратегиите кои што овој град започнал да ги развива во изминативе 2 години. Некој кажа, да, дечки, вие сте во ред и ќе влезете меѓу 8-те градови во Европа. Можеби некому му звучи тоа невозможно. Тоа го направивме. Тоа го направивме. Дали е доволно, значи видете, можете вие сега да викате Добро, дека не не е знам дека така, тоа меѓутоа она што веројатно и вие го видовте и тогаш имаше и хејтања и едно и друго од 23 града. Град Скопје. Зошто не излеговте се пофалите? Излеговме. Не. Излеговме. Не, нигде ве немаше, ние Апсолутно. објавивме информацијата дека не сте го добиле. Апсолутно, затоа што ја не сум задоволен дека не го видам дека ќе стане зелена престолнина. Да, Затоа не одам напред. Меѓутоа, секако мислам дека е малку доблесно да се признае на една група на луѓе кои што во моментот го водат овој град, дека воведуваат стратегии кои што согласно правилата на Европската комисија гарантираат дека овој град е на прав пат. Ме разбирате ли што сакам да ви кажам? Тоа не е ваша оцена, не е моја оцена, е оцена на Европска комисија. Од 23 града, град Скопје влезе меѓу 8-те во Европа. Да, добро. Јас се извинувам, нема репрезентација на Македонија освен кошаркарската што влегла на 4-то место. Добро, да не се Вие повторуваме. можете да се смеете, колку сакате. Ова се факти. Професоре, зборуваме сега за повторно за транспортот, се разбира дека се е поврзано и со екологијата и со животната средина. Добро е вака спонтано, еве се вие се уфрливте, повторно се враќаме на професорот исто ко на сите да сум тал збор. Имаше уште едно ветување, ми се чини сега, не знам дали беше од вас или од СДСМ точно, но и за регионален железнички превоз. Не може дали градот СДСМ Скопје да дава програмата регионален, беше тоа, ми се чини. Кажете ми за тоа решение, дали тоа е изводливо на Скопје да се спои со најблиските региони околу него? Да, па околу Скопје постои железничка мрежа, постои железнички линии кои што навлегуваат во соседните 7 општини на градот, на град Скопје, така да мислам дека би можело со прилично мали додатни интервенции, онему кај што недостасува инфраструктура, со одредени бајпасеви, да се направи тој регионален систем за превоз кој што би бил исто така во полза во однос на мобилноста на граѓаните и во однос на
да речеме воведување на повеќе еколошки системи за јавен превоз во градот и во регионот. Ние правевме еден експериментален период од околу 2 недели во текот на минатата година. Тоа е да визави 4 линии за кои што вие зборувавте, професоре, за јавниот транспорт, постои една пета која што во моментов може би личи на економски неисплатливи, имајќи предвид дека покрива дел од територија каде што сакале ние или не. Во моментов е празен, ама сакале ние или не, Скопје ќе се развива. Тоа е северниот дел на градот. И направивме во соработка со Македонски железници во рамки на 2 недели така наречен градски воз. Интересниот дел од муабетот е дека од Драчево до Ѓорче се стасува за 45 минути. Во моментов е економски неисплатливо ради недостаток на патници покрај пругата онаму каде што поминува, меѓутоа развојот, јас сум должен да размислувам за следните 30 години за нашиот град. Развојот на градот ќе се одвива токму на северниот дел, каде што ќе се пополни со граѓани, без оглед кому му се допаѓа тоа или не. Овој град 30 на години од сега ќе има околу 800.000 жители, кои што нема да можеме и не смееме визави урбаното планирање, визави животната средина во која што живееме, визави околината која што не обкружува, да не ја девастираме, да не ја нарушиме, што ни се случуваше во изминативе 15-20 години. Имам една теза, јас секогаш велам, овој град е поделен на северен и јужен. Не сакам никогаш да зборувам за лева и десна страна на Вардар, бидејќи се алузиите сосема поинакви. Јужниот е инфраструктурно сериозно поразвиен. Северниот не е. Заради тоа јужниот поатрактивен, северниот не е. И притисокот за живење или преурбанизација, односно девастација и уништување на животниот простор е поголем на јужниот дел. Ни се случи Кисела вода, ни се случи Девар Мало, започна ни се случи Тафталиже и јас сум должен сега како градоначалник на тој притисок да го намалам со цел да фокусот во иднина, што средна, што подолгорочна, го префрлиме на другиот дел од градот. Заради тоа имаме интензивни градби на инфраструктурата во северниот дел од градот. Не барајки, повторно ќе речам, така почнав денешнава емисија, алиби за себе. Визави генералниот урбанистички план од 1965 што е основа, мастер план за Скопје од 65 до денес и наредниве 30 години, 51% од инфраструктурата на градот, главната инфраструктура е неизградена. И Скопје затоа често веламе полуизграден град. Извинете, ќе зборите за главната улична мрежа. 51% од главните сообраќајници во градот. Меѓутоа, кога збориме за некоја визија, јас се сложувам 65-та сум го гледал тој прв урбанистички план и сообраќајното решение после земјотресот. Меѓутоа, имајте секогаш во предвид дека тие години се кога планирањето на сообраќајот било по максимата сите во автомобил. Автоцентрично е. Значи, автомобилите тогаш биле во подем, требало да се развива таа индустрија и да се овозможи на тие автомобили да се движат во градот. Денеска веќе целите на планирањето, на урбаното планирање не треба да биде фокусирано само на патувањата со автомобили. Мора ефикасен јавен транспорт и немоторизираниот транспорт исто така. Имено, значи вака да ви кажам, професоре, видливи, невидливи, сакаме да ги видиме или не сакаме да ги видиме работите. Јас проговорив за дооформување на малиот ринг, нешто што не е завршено, што мора да го направиме, кое што ќе овозможи самото јадро на нашиот град да биде пешачка зона. До каде? Значи, јас проговорив за Ама до каде пешачка зона? Тоа е зона за рекорд да се... Не само рекорд, од собранието на Македонија. Од собрание, да. Од собрание до Палома Бјанка треба да немаме автомобилски сообраќај. Освен технички, бидејќи мора да почитуваме дека во ГДЦ има паркинг, луѓе што ќе мора да излезат од една страна, имаме резиденти кои што живеат во околу самиот плоштад и кои што имаат право на резиденцијален сообраќај. Тоа право немате право да го земете луѓето, меѓутоа тоа е технички, тоа не е сообраќај. Значи, за да го реализирате тоа, вие морате да го реализирате малиот ринг од една страна, да го развиете современиот јавен транспорт, нешто за што јас верувам до крај на година ќе го објавиме. Не да можеше градот финансиски сам да го поднесе тоа како институција, до сега ќе беше објавено.
Меѓутоа, кога разговараме и преговараме со владата, па се имаат во предвид и Министерство на финансии, јавни долгови, малку се комплицираат работите повеќе од тоа што јас посакувам и за мене најбитно, бидејќи не го развивам, не го размислувам градот за автоцентричен, на граѓаните морате да им ја понудите алтернативата. Алтернативата која била предвидена. Јужна обиколница која што никош не може да се направи. И таа во наредниот генерален урбанистички план како таква ќе избришеме затоа што ќе биде сериозна девастација на водно на тие средини, едноставно јужна обиколница е неизводлива работа. Што ви останува како алтернатива? Поранешна Јадранска магистрала, сегашна пластичарска, да ја развиете во полниот профил за да биде транзитна таква каква што била замислена, и тоа ќе го почнеме до крајот на годината. Меѓутоа, таа ви е трансверзала исток-запад, алтернатива на тој транспорт, и да ја развиете она што во моментов исто така градот го работи, а тоа е така наречената секундарна северна обиколница. Тоа се булеварите Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, до Волково и Карпош 4, каде што исто така очекувам некаде до крајот или почетокот на наредната година да го започнеме мостот кај Сити Мол, бидејќи ќе го субституираме она што е невозможно да го направиме баш заради животната средина, тоа е продолжението на булеварот Илинденска, заради изворите на лепенец што се тука, не можете да ги поставите да речам темелите на мостот и морате да влезете со решение од височки мост што е 350 метри долг и едноставно невозможно, финансиски неоправдано, за да го споите Волково и остатокот од градот. Значи, тие се, да ги кажам, солуциите. Што прави градот во моментов, визави автоцентричноста и неавтоцентричноста? Ја градиме Босна и Херцеговина, излегуваме на обиколница годинава, Христијан Тодоровски Карпош, прва сообраќајница која што излегува од Бит пазар на обиколница Скопје, завршуваат планските подготовки за продолжение на булевар Словенија, проектирана е булевар Хрватска, се изместува целата инсталација на Евана, тоа е некаде околу 2 милиона евра, изместувањето на инсталацијата што имаме околу железара со цел да се споиме овдека кај клучката Диамант. Имаме 5 објекта што ќе ги решаваме со тек на време, меѓутоа нема градот алтернатива. И тоа е она што ја го работам во меѓувреме. И ние ќе имаме од Цементара до Волково движење алтернативно, тогаш го затвараме целосно центарот, ме разбирате? Тогаш го затвараме во смисол на... објаснување како ќе целосно, што значи целосно? На делот од собранието. Само од собрание до Палома Бјанка. До Палома. Дали ќе се прошири Даме Груев? Да, ќе се прошири Даме Груев. И пак што сме постигнале? Значи со бараќот сме го поместиле само Јас се извинувам, 100 метра. Јас се извинувам малку. Дали знаете како изгледа проектот за поместување на Даме Груев? Не, јас знам точно како изгледа центарот, 20 години таму Не, работам. дали значи знаете, точно знам, 20 години работам во таа локација и како... Дали знаете како изгледа проектот на Даме Груев и како ќе се движи сообраќајот таму? Значи, имате ли представа? Не ми е нормално да се шири улица во центар на град. Ве молам, дали Не ми е нормално да се шират улици. Ве молам, дали имате представа како изгледа проект? Ама добре, ви имам тоа представа. Немате представа, судите ве, значи, ама не е во ред кога за нешто. Се шири ли улицата? Не се шири. Па се рековте се шири. Ако не се шири, супер. Значи се шири или не? Не се шири онака вие како што ја замислувате. Како се шири на висина? Како? Па не, широчина и височина се различни категории. Ако не се шири, се шири како? Судите нешто што поима немате што е. Значи, нити сте го виделе, нити сте го... Еве убаво објаснувате долго за други работи. Нити сте го виделе, нити знаете како изгледа, априори го судите. Ве молам, барем малку да имаме трпение во приказката. Веројатно, разговори што ги правиме вечерва. Разговори за кои што разговараме. Без оглед што може би до вас малку потешко доаѓаат. Се представа за тоа каде овој град треба да се движи и како веќе представите ви се многу погрешни, пошто имаше огромни реакции од граѓанските здруженија дека никој не сака таа зголемување на сообраќај и ширење на таа улица. Значи, зашто не ги слушате? Зашто не ги слушате? Нели ќе бевте транспарентни? Нели ќе ги вклучите граѓаните, ќе го почитувате нивното мислење? Зашто по реакција на толку граѓански здруженија дека не сакаме, ви упорно идете на таа варијанта? Во моментов низ центарот на град Скопје. Во моментов низ центарот на град Скопје го поминуваат 6 коловозни ленти. 4 кај Рекорд и 2 кај Даме Груев. Да. Така? Да. Овие 4 кај Рекорд ќе ги уништиме. За какво? Не целосно.
Рековте технички ќе има, значи сепак ќе има сообраќај. Господје Невенка, ве молам, знаете што е технички сообраќај? Автобусите, јавниот превоз ќе поминува тука, така? Да. И што е проблем? Значи пак е превоз. Значи не е дека нема. Значи еве да речеме од тие 4 не е дека сите 4 се скратени. Што е Ова- за 3 и 3 не се 6? Ова сериозно го зборувате? Да. Баш. Значи тие математики Значи 4 ленти по кои што имате интензивен сообраќај низ центарот на нашиот град. Ќе исчезнат. Ќе исчезнат. Ќе имате технички сообраќај. Тоа се вика space share. Во современиот концепт професорот знае каде што просторот го делат пешаците, велосипедистите и јавниот транспорт. Не дај Боже, возило на брза помош. Таков концепт, ако не знаете, веројатно имате во градот што вие го обожавате, кој што сакате да го компарирате за Скопје, се вика Љубљана. Низ центарот на Љубљана го имате ова за кој што јас зборувам сега. Добро, кога споредуваме Љубљана, знаете ли дека на Љубљана сите улици кон центарот ги стеснија, Супер. а не ги проширија? Супер, Знаете? значи, да, Зашто? да. За да не иде целиот сообраќајен метеж во центарот, сакам а вие ги да ви ширите кажам, улиците. Господје Невенка, сакам да ви кажам, ниједна улица не е проширена, број 1. Еве сега тука поминав Добро, може проширена. да... Не, ама може горе, да сега да не говорите, одиме, ама зборуваме, знаете како, некојаш имам чувство дека хейтаме само заради хейтање, без да се слуша другата страна. Да, Сега кажува човек, Кажете за да не кажува човек дека 4 ленти низ рекорд ќе ги нема, ама автобуси ќе проаѓале. Ќе проаѓале, што да правиме сега? Што да правиме, да не проаѓаат Добро, автобуси? дека ќе замислуваме дека ги немаме. Не, јас не ве разбирам. Истото тоа го имате во Љубљана. Ми зборувате за современ транспорт, ја ви одговарам за современ транспорт. Кои улици Љубљана ги прошири од центарот? Господјо драга, улиците, кажете ми кои улици Љубљана ги прошири улиците во Љубљана, кои што се сега пешачка зона. Добро. Не знам дали сте биле во последно време. Сум Сте била, сум Кога била. прво? 4-5 години? Не, пред Порано? неколку месеци. Пред неколку месеци, супер. Кога одите низ центарот на Љубљана, ви праќаат пред вас автобуси. Манови се на дизел бели. Да, ама толку се ретки и толку Па е тоа е што технички не- сообраќај, господје Невента. добро, кај Па нас- тоа е технички сообраќај, а за тоа ви Ама јас зборувам. ве прашувам кои улици у Љубљана се проширија за да од 100 Значи- метри технички превоз направите до пренамена. Значи го Ја знаете вие добро. се имаме као пешачка зона, ама на 100 метри од позади ќе го прошириме. Ја знаете добро Љубљана, сигурно. Да. Добро, да не зборуваме сега. Океј, многу значи за јас Љубљана. не сум човек што сака Имаме да градоначелник на Скопје, не, ама не, сега зборувам затоа што сакаме да правиме компарација, тука викаат како е во Љубљана. Значи во Љубљана е истиот систем за кој што јас сега зборувам. Тотално истиот. При што и таму центарот на градот, малите улички се затворени за сообраќај, меѓутоа малиот ринг е формиран со улица за сообраќај. Тоа не е филозофија. И сега сакаме дел, тука професорот веројатно ќе се сложиме, гледам и како ме гледа, сакаме дел од работите да ги имплементираме по определени стандарди и вредности. Тоа се стандардите и вредностите за кои што е. Мал ринг во Скопје мора да се формира. Формирањето на малиот ринг во Скопје овозможува да имаме слободна пешачка зона, ви кажав од каде до каде со технички сообраќај што се вика space share. Што го имате ако ме прашате каде во Љубљана? Добро, ќе се радуваме. Океј, Те колку се супер. 500 метри, не се ни 500 метри, колку се 300 метри пешачка зона. Супер. Кој ќе Мислам излеземе дека- од пешачката зона, што правиме? Мислам дека се малку повеќе. Жал ми е што не сакате да го видите ова што го зборувам. Ако јас ви Не, јас не кажувам, викам тоа е супер. Меѓутоа да не се шири Даме Груев. Ако јас ви кажувам дека ќе имаме сообраќај кај што на секои 3 до 4 минути ќе имате едно возило кое што За вие упорно се фаќате дека јас сум против пешачката зона. Јас сум против ширење на Даме Груев. Господја, малиот ринг во Скопје мора да се формира. А ако не го формираме, Мирајте го без ширење на улица. ако не го формираме малиот ринг, нема да можеме центарот на Скопје пешачка зона. Се едноставни работи, емпириски се тие. Како да ви објаснам? Очигледно не се разбираме. Не, Мислам, јас ви реков, вас добро ве разбирам, за жал не можеме да се разбереме. Да, добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами. Знам дека е интересна емисијата, затоа останете со нас, се враќаме брзо во студиото, одиме со реклами.